Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Расте бројот на ново заразени и амбулантски прегледи во Тетово. Во моментов хоспитализирани се 7 пациенти. Социјалните станови во Гостивар конечно ќе бидат распределени. ЈКП Тетово е на терен за да ги исчисти патиштата од снегот. Се апелира возачите да бидат внимателни. Од почетокот на оваа година во Тетовскиот регион е регистрирано покачување на бројот на ново заразени со COVID-19. Во моментов на инфективното оделение во Тетовската клиничка болница се хоспитализирани 7 пациенти. Од Тетовската болница информираат и дека е зголемен бројот на амбуланските прегледи. Празничниот период исполнет со прослави и дружби, а како резултат на олабавените рестриктивни мерки, го зголеми бројот на новоинфицирани со коронавирусот во Тетово. Моментално на инфективното оделение при клиничката болница во Тетово се хоспитализирани 7 пациенти, од кои сите се наоѓаат на кислородна поддршка. Зголемен е и бројот на амбулантските прегледи. Новиот регистриран сој Омикрон пак е директна закана од брзо ширење на заразата со вирусот, па поради тоа лекарите апелираат граѓаните да бидат максимално внимателни кога станува збор за почитување на добро познатите мерки и препораки за заштита. Од почетокот на новата година бројот на заразени е релативно зголемено. Во рок од 24 часа се прават од 6 до 70 контроли дневно, но повеќе од тие се со лесни клинички слика. Најмногу се симптоми на грип, додека хоспитализирани на инфективното оделение во моментот се само 7 пациенти, каде сите се позитивни со COVID и се на кислородна поддршка. 4 од тие ги имаат двете вакцини, двете дози, па тоа има што му направи полошо, зашто и тие имаат и други компликации, што е значи може да имаат диабетес мелитус или кардиоваскуларни нешто и така и што го прави полошо. Од клиничката болница во Тетово информираат и дека доколку има наплив на пациенти со компликации од COVID-19, покрај инфективното оделение во функција ќе бидат ставени и 2 блока од интерното оделение при Тетовската клиничка болница. Социјалните станови во Гостивар конечно ќе бидат распределени. Министерството за транспорт и врски најави дека ќе објави оглас за доделување во период од 1 до 2 месеци, откако ќе се заврши процедурата за нова одлука за распределба. По повеќе од 2 години откако се целосно изградени, социјалните станови во Гостивар конечно ќе бидат распределени. Според најавата од Министерството за транспорт и врски, оглас за доделување ќе биде објавен за 1 до 2 месеци, а претходно ќе се заврши процедурата за нова одлука за распределба. Во одговорот на нашето прашање во врска со становите, од Министерството наведоа: на една од наредните седници на владата, Министерството за транспорт и врски ќе предложи измена на одлуката за распределба, со оглед дека претходно се јавуваа проблеми со критериумите. Кога ќе помине одлуката на влада, ќе се распише огласот за доделување во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Се очекува тоа да биде во текот на февруари или март месец. Во меѓувреме голем број социјални семејства очекуваат и се надеваат на покрив над главата. Дотолку повеќе што во последниот период во Гостивар има значително зголемување на социјалните случаи. Имаме рапидно зголемување на бројот на корисници на социјална помош. Тоа се случувало од почетокот на пандемијата, од првите заклучувања што ги имавме кај нас, што се затвориле некои работни места, што кафичите, ресторантите не можеле да работат со полно работно време. Од тогаш веќе почнал да се види та промена на бројката на корисниците на социјалната гарантираната минимална помош и тоа е во постојан раст.
Зградата со социјалните станови е целосно изградена повеќе од 2 години. Објектот има поминато технички прием, но распределбата досега кочеше поради административните процедури. Се правеше нова методологија за рангирање, па заради одредени измени во тек на градбата, беше неопходно да се надополнува урбанистичката документација, а имаше и создадени проблеми со софтверот за распределба. Зградата има 2 влеза и 70 стана. За нив ќе може да аплицираат семејства од ранливи категории кои ќе ги исполнат утврдените критериуми. Распределбата ќе се врши по електронски пат. Снежни врнежи ги покрија Тетовските улици утрово. Од општината информираат дека ЈКП Тетово е на терен и ги расчистува улиците. Задолжителна е опрема за возилата кои се упатуваат кон Попова шапка, а до возачите се упатува апел за особена внимателност при возење во вакви услови. Тетово утрово се разбуди со снежна покривка. Од раните утрински часови во текот на денот се јавуваа врнежи од снег кои ги покрија Тетовските улици. Се обративме до општина Тетово, од каде што ни информираа дека за расчистување на улиците е активирано јавното комунално претпријатие. ЈКП Тетово со сите механизми активирано во одржување на патиштата поради врнежите од снег. Во текот на следните часови ќе почнеме да фрламе сол и песок. Преземени се сите неопходни мерки за градските улици и планинските села да бидат проодни, стои во известувањето од локалната самоуправа. Од АМСМ пак информираат дека за напатниот правец Тетово Попова шапка, поради врнежите од снег задолжителна е употребата на зимска опрема за сите видови на возила. На сила се забраните за камиони на патниот правец Гостивар Кичево, преку планинскиот премин Стража, како и на патот Дебар Маврово. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата пак упати и апел и препораки до возачите. При возење во зимски услови, кога патот е исклучително лизгав, најважна е смиреноста и внимателното ракување на возачот со командите, затоа што ненадејните и остри маневри се контрапродуктивни. Оттаму посочуваат дека автомобилот треба добро да се подготви за зимата. Покрај задолжителната стругалка за мраз или спреј за одмрзнување стакло, додаваат дека во багажникот корисно е возачите да стават и некои други додатоци кои би можеле да бидат од помош во зима, например стари ракавици и ќебиња во случај да треба да се менува гума. Исто така важно е да биде исчистена шофершајбната од надвор и од мрзната, заедно со задното, страничните стакла и ретровизорите со цел подобра прегледност. Од управата за хидрометеоролошки работи информираат дека врнежи од снег ќе има во текот на целиот ден, но во текот на ноќта ќе се смируваат, пошто на цела територија на земјава ќе преовладува студено време и ниски температури. До крајот на денот подрачјето на нашата земја ќе се задржи под влијание на влажен и студен воздушен баран, така што ќе продолжат врнежите од снег и тоа претежно во западните делови. Меѓутоа во текот на ноќта веќе ќе престануваат насекаде и облачноста ќе се намали, па во следните денови времето ќе биде многу студено и ветровито со умерен до засилен северозападен ветер. Денес се навршува 21 година од загинувањето на бранителот Момир Стојановски од полициската станица во Тејарце. Од одборот на бранители му оддадоа почит за неговата жртва. И после 21 година државата никогаш не собра сила да, ако ништо друго, бар да му одреди и стави едно споменно бележје кај што неговиот живот вечно ќе биде вткаен во институцијата за која што го дал својот живот. Тоа е државата, бидејќи таа била државна институција. Ние денеска, одборот на бранители, една делегација скромно отиде да го посети местото на настанот, положи цвеќе и му оддаде почит на Момир Стојановски, и тоа ние секогаш редовно ќе го правиме, како што сме го правеле и до сега. Едно морам да замерам и да им порачам на државата дека бранителите, они ги рачунаат за еднократна употреба, ги употребија и ги фрлија. Меѓутоа, и после 21 година има се уште живи, кои што нема да го заборават тој настан, ќе се сеќаваат и секогаш ќе им даваат почит на оние кои што
го дадоа својот живот во одбрана на државата, а државата ги заборави. На 21 јануари се одбележуваат 113 години од раѓањето на великанот композиторот Тодор Скаловски Тетоец. Музичкото училиште во Тетово го носи неговото име, а за значењето на неговото богато творештво и дејност ни раскажува маестро Ивица Зорич. Тетово може да се пофали со големите успеси во областа на хорското пеење, нешто по кое градот е препознатлив и надвор од границите на Македонија. Заслужен во голема мера за тоа е великанот Тодор Скаловски Тетоец, кој е роден на денешен ден пред 113 години во Тетово. Неговото богато творештво и дејност се незаменливи и непроценливи. Маестро Ивица Зорич со нас сподели дел од значајните моменти во животот и кариерата на Скаловски. Академикот Тодор Скаловски е еден од значајните творци од нашиот град, поточно на полето на хорската музика, музиката воопшто и се разбира и како општественик. Роден е 1909 година во Тетово, во средина каде што македонската музика и како била значајна, посебно македонската староградска песна и песните кои што се опеани во Тетово. Така Донуша 2 имала возраст, слушајќи ја својата мајка Зара, која што извршила влијание и остава трага во целокупното творештво на Тодор Скаловски, а исто така и на полето на македонската музика, посебно на ова наше поднебје. Уште најма рана возраст има допир со македонската музика, потоа се преселуваат во Скопје. Желбата на неговиот татко била да учи Трговска академија, но љубовта кон музиката и како била позначајна, го привлекувало и своето образование го продолжува во Белград, каде што завршува кај Милоевиќ, еден од најзначајните композитори во тој период меѓу двете светски војни. И првото вработување на Тодор Скаловски било како професор во гимназијата во Сремска Митровица. Во моите разговори со него имав можност да слушнам дека и како мощно значајно влијание извршува средината каде што он делува во Сремска Митровица, каде што со хорот на гимназијата, која што мощно значајна гимназија, во тогашното каралство на сарбите, хрватите и словенците, учествува надпревар во Котор, каде што освојува највисоката награда и сето тоа на некој начин му создава и опфрска и трага да хорската музика биде примерна во неговото творештво. Пред Втората светска војна ја создава композицијата Македонско оро и Македонска коморечка, како и поменух пророка, првата варијанта на таа хорска композиција кои што навистина се значајни и на некој начин се антологиски композиции. Дури и да ја напишал само композицијата Македонско оро, Скаловски би бил на самиот врв во музичката и композиторската дејност, сметаат експертите. Сепак неговиот богат опус е дел од настапите на многу хорови од земјава и пошироко, како продолжение на неговото дело и музика, кои ќе останат да постојат како трајни вредности. Пред крајот на Втората световна војна, неговото учество и активно се пројавува во Врановци, каде што се подготвуваат активности и се прават планови за како во новосоздадената држава Македонија ќе делува на полето на музиката воопшто. Тодор Скаловски само 2 недели после ослободувањето на Скопје, во неговата куќа во Скопје, каде што живее, има одржува еден состанок со македонски музичари од тој период и донесуваат одлука за формирање на Македонската филхармонија, институција која што денес обстојува и е символ и презентер на светската музика воопшто, но се разбира и творештвото на македонските автори. Во тој период Тодор Скаловски во неколку наврати учествува и во Салцбург, каде што се надградува како диригент и композитор, значи има можност да со непознатите музичари од тој период има контакти и осознава и го шири својот видокруг на делување на музиката воопшто. Неговото постоење е значајно и по тоа што он ја формира покрај Македонската филхармонија и други институции. На почетокот работи и како музички уредник на Радио Скопје. Потоа ја формира Македонската опера како прв директор. Би стакнале дека он е мощен значајен во тој период и како етномузиколог, бидејќи патува низ Македонија, посебно во Полошкиот регион, и ги запишува како
етномузикологални песни кои што поникнуваат од нашиот фолклор, така да сето тоа е трага, значи многу композиции, многу песни од тој период не одат во заборав, туку се мелографирани. Да истакнеме дека и Тодор Скаловски е значајен по тоа што неговиот опус музички се состои од сите жанрови на музиката воопшто, но најзначаен е, по моје видување, на полето на хорската музика, затоа што таму е најуспешен и остава антологиски композиции кои што остануваат во вечноста на постојањето на музиката на овие простори, а и пошироко. Тука би ги набројал композиции Македонско оро, Гоце, Македонска хумореска, Рапсодија 1 и 2, потоа Величанија Кирил и Методију, Тодорка Млада Робинка. Моје задоволство е и чест што имав можност да соработувам со него, така да многу композиции се посветија и на композиции на хоровите со кои што работам јас, така да првите произведби ги доживеа точно со хорот Лали и Менада, да разбира и како општественик треба да се истакне, затоа што он успеа да влие на проширување на музичката дејност во Македонија, создавање на музички училишта, а исто така и он е иницијатор и еден од основачите на Тетовските хорски одзиви ТЕХО во 1973 година. Би требале да истакнеме дека он е прв академик од областа на музиката во Македонија, член на МАНУ, потоа значање што ја добива Авној наградата меѓу првите композитори во тој период на Југославија и воопшто и со големо задоволство и заслуга и именувано е училиштето во Тетово средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетовец, затоа што тоа беше негова желба да се развива музиката во Тетово. Со еден збор, он е творец кој што на сите области во целиот музички, уметнички и општествен живот се истакнува како значајна личност кој што е двигател на се она што треба да се случува, почитувајќи ја, сакајќи ја и ценејќи ја својата националност и воопшто музиката. Хорот Менада од Тетово, кој го предводи маестро Зориќ, често изведува композиции на великанот Скаловски. Неговите дела се изведувани во најпознатите светски културни центри, а Скаловски е автор на државната химна на Македонија. Почина во 2004 година, а музичкото училиште во Тетово го носи токму неговото име. Поранешниот посредник на ЕУ во Македонија Питер Ван Хојт беше во посета на општина Гостивар, каде што оствари средба со градоначалникот Арбен Таравари. Политичките состојби и околности, економскиот развој, предвремени избори. Ова беа некои од темите на средбата меѓу поранешниот посредник на Европската Унија во Македонија, Питер Ван Хојт и градоначалникот Арбен Таравари, која се одржа во општина Гостивар. За дискутираното на состанокот градоначалникот подвлече: во конструктивен разговор со белгискиот експерт, кој е познат како одличен познавач на околностите во Северна Македонија, допревме теми како потребата од предвремени парламентарни избори, спорот на Северна Македонија со Бугарија. Исто така ги идентификувавме националните приоритети, како што се економскиот развој, подобрувањето на здравствениот систем, образованието и судството. Како што соопштија од Општинската служба за информирање, на средбата било констатирано дека клиентелизмот е неприфатлив во функционална демократија, бидејќи не ги третира сите граѓани подеднакво, па затоа сите партии треба да имаат главен приоритет промена на клиентелистичкиот систем. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на вчерашниот ден на 8 лица од Тетово и 2 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење на задолжителна заштита на лицето. Вчера во 20 часот и 15 минути во СВР Тетово, новолетничка заедно со незината 46 годишна мајка од Тетовска Мала Речица пријавиле дека на 19 јануари околу 16 часот по претходна расправија била физички нападната од 21 годишникот Тетовско Камењане, со кого била во љубовна врска, а кој упатил закана со пиштол. Се работи на целосно расчистување на случајот,
при што ќе следува и соодветен поднесок. Вчера во 14 часот и 20 минути во полициското оделение Галате, 57 годишен маж од Гостиварско село пријавил дека на 19 јануари околу 16 часот во заедничката семејна куќа со неговиот брат бил физички нападнат од неговиот зет од Република Албанија. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Вчера пак во 17 часот полициски службеници од полициското оделение Теарце лишиле од слобода 33 годишник и 31 годишник, двајцата од Тетовско Теарце, кои претходно биле фатени при транспорт на огревни дрва без соодветна документација. Лицата се задржани во полициска станица Тетово за понатамошна постапка, пошто ќе следува соодветен поднесок. Полициски службеници од СВР Тетово во рамки на континуираните контролни активности за откривање и санкционирање на техничката исправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници на 20 јануари во периодот од 8 часот до 12 откриле и санкционирале 21 возило, односно технички неисправни возила кои вршеле јавен превоз на патници. Тие веднаш биле исклучени од сообраќај до отстранување на неисправностите. Поголемиот број биле со неисправни сопирачки, и тоа 11, а 8 возила биле со неизвршен вонреден технички преглед. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци, при што ќе се соочат со парична глоба во износ од 400 евра во денарска противредност, додека за правно и одговорно лице ќе следува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!